Коле Неделковски роден je во мошне сиромашно семејство во 1912 година. Во родното село со одличен успех ќе го заврши основното училиште, а потоа ќе се запише во Велешката гимназија. Но само за кратко, зашто поради крајна сиромаштија ќе мора да го напушти школувањето. Бистрото и надарено момче ќе замине за Скопје како молерски работник и учи во неделното трговско училиште. Се претпоставува дека тогаш и пројавува интерес кон литературата. Особен интерес пројавувал кон народниот јазик, запишувал поретки и непознати зборови. Во почетокот на 1932 година ќе ја напише песната «Проштално писмо», која не е сочувана, а за чие пишување повод била смртта на еден негов другар. Во 1933 година светот го зафаќа голема економска криза. Тоа особено ја погодува Македонија, над која се надвиснати интересите на соседните држави. Тогаш Неделковски има 21 година и емигрира од Југославија. Како многумина во тоа време, и тој верувал дека во Софија ќе најде подобри услови за живот и работа. Заблудата наскоро се обистинила. Македонецот во него ја созна бргу грешката. Македонецот во него ќе ја изживее жестоко заблудата, пишува Димитар Митрев. Доброволецот емигрант разбра дека неговите родни браќа во емиграција си имаат создадено друг облик на својот живот и тие му беа туѓи. Коле живее повлечено и осамено. Работи како декоратер и така ги поминува макотрпните денови, а во долгите, изгнанички ноќи ги пишува своите стихови. Тивкиот и скромен македонец упорно работи на своето образование. Посетува повеќе образовни курсеви, а особено значајна година од овој период е 1937 кога стапува во редовите на прогресивните литературни работници македонци, кои го образуваа македонскиот литературен кружок. Тука започнува неговото другарување со Никола Вапцаров, Антон Попов, Димитар Митрев, Кочо Рацин, Митко Зафировски и други. Неделковски во овој период ќе почне да ги објавува своите песни. Поточно, 1938 година, во месечното списание на Илинденската емигрантска организација во Бугарија, Илустрација Илинден, број 6, на уводно место е објавена неговата песна Стојан Војвода, подоцна преименувана како Стојан на Ордановци. Во кратката белешка за авторот читаме: Кољо Неделковски од Велес, млад, ентузијазиран певец на народни идеали, кој што покрај борбата со тешкотиите на животот, сепак наоѓа време да ги воспее своите чувства и преданост кон родниот крај и копнеш за народна слобода. Тоа ќе рече дека Неделковски не е непознат за тамошната литературна средина. Во 1938 и 1939 година во истото списание тој ќе објави 6 песни. Дали во тоа време објавувал и на други места, засега не е познато. Познато е дека во зборникот Илинден 1939, што го редактирал Митко Зафировски, ќе биде препечатена песната на Неделковски Стојан Војвода. Тешкиот живот во туѓина не го обесхрабрува нашиот поет. Тој ќе се развива како личност и творец во прогресивната средина на македонскиот литературен кружок. Пријателството со македонските борци ќе се изрази низ позитивното влијание, што тие ќе го имаат врз него како револуционер и творец, запознавајќи се притоа со творештвото на Пушкин, Лермонтов, Ботев, Јаворов, Смирненски, Дебелјанов и други. Особено драгоцена е помошта од духовниот водач на кружокот Никола Вапцаров. По цели ноќи го читаше зборникот на Миладиновци и со часови бараше во Народната библиотека да најде нешто пишено за македонскиот фолклор, за преродбата на Македонија во 19. век. И не друг, ами Коле Неделковски, ја откри во рафтовите на Софиската Народна библиотека одамна заборавената книга на Мисирков за македонските работи. Својата прва стихозбирка Маускавици Неделковски ќе објави во јануари 1940 година, а една година подоцна ја печати и својата збирка песни Пеш по светот, 12 дена пред неговата трагична смрт. За нивната содржина најубава илустрација се посветите од стихозбирките.
Првата ја посветува на својата мајка, а втората на младите македонски борци. Коле Неделковски како револуционер беше секогаш во првите редови на борбата против фашизмот. Така ќе го заврши својот краток животен пат, кој опфаќа само 30 години. Загинува херојски на 2 септември 1941 година како член на една диверзантска група. Откриен од полицијата во еден малечок стан на мансардата од 4-тиот спрат на генерал Парнасов, не сакајќи да падне во рацете на непријателот, поетот фрла пеколна машина на полицијата и скокнува на улица од прозорецот на својата соба. На калдармисаната улица белиот гулаб, искршен и во крв, остана уверливо да зборува за самобитноста на македонскиот народ и неговата борба за слобода и за национални и социјални права. Вистината не може да се премолче и сокрие.